Многу села, ридови, ненаселени височинки, пошумени простори во Македонија го носат името Градиште. Често сум се прашувала, од каде во тие пустели и овој топоним? Би очекувала голема населба, патишта, монументални градби, па не е само град или градче, туку ни помалку ни повеќе, но Градиште. За да се најде одговорот на ова, требало да се дзирне малку под површината на земјата. Со векови градовите лежале покриени со почва, затревени, пошумени, разрушени од природните сили, од човековата алчност. Или едноставно престанале да бидат важни за општеството и луѓето ги напуштиле. Тоа веројатно се случувало со престолнината на независните пајонци била Зора. Но ништо немаше да знаеме за неа, доколку археолозите, потикнати од одредени историски записи и преданијата на локалното население, не ги започнале активностите да ја пронајдат. Ја лоцирале на едно зарамнето плато, Градиште, во близина на селото Кнежје, Свети Николе, како утврдена населба од железното и рано античкото време. Тука се одвивал урбан живот во периодот од 7 до 2 век пред нашата ера. Била престолнина на независните пајонци и гранична област, тампон зона помеѓу различните племиња од Север и Македонија. Како таква, често била мета на напади од различни племиња. Ја освојувале келтите, дарданците, била во состав на македонската држава на Филип II. Сета оваа динамична историја оставила траги врз оваа населба, видливи на камените форми од урбаниот простор и на расфрлените керамички остатоци. Можеме само да си замислиме каква грандиозна градба била владетелската палата, колкав бил заштитниот раноантички бедем, каде биле влезовите, портите, каде почнувала и каде завршувала разрушената поплочена улица, кој живеел во малите објекти околу палатата, дали имале храм, зошто им служел големиот базен со скалила. Можеме само да се воодушевуваме на огромните питоси, на остатоците од големото огниште, на дорските и коринтските столбови, на начинот на градба и на прекрасните камени орнаменти.
Уште многу прашања и недоречености произлегуваат од овој недоволно истражен археолошки локалитет. Археолозите имаат уште многу работа за да ги пополнат дупките во недокажаната приказна.